На сите досегашни председателски избори цензусот не бил доведен во прашање и шефот на државата бил избран во рамки на пропишаните услови. И Киро Глигоров, и Борис Трајковски, и Бранко Црвенковски, и Ѓорги Иванов, без разлика на негодувањето од поразениот противник дека победиле нерегуларно, беа избрани со мнозинството од оние неопходни проценти на гласачи кои излегоа на изборите во 1994-та, 1999-та, 2004-та, 2009-та и 2014-та година. Иако едногласно малцинство заговара граѓаните да останат дома на 21 април и 5 мај, од ВМРО ДПМН јасно порачуваа дека бојкотот за нив не е опција, а овие избори се совршена можност за делегимитирање на политиките на Заев. Ние сакаме да излеземе на избори и да го делегитимираме, поразиме Зоран Заев, заедно со неговите политики и со неговиот кандидат Стево Пендаровски. На власта е да овозможи демократски избори, да нема полнење на кутии, туку народот, луѓето да излезат и масовно да си гласаат. Така што во тој дел, апсолутно, делегитимирањето на оваа штетна власт за Македонија по сите основи се одвива преку гласачката кутија. Премиерот претходно најави дека е подготвен дури и со уставни измени да обезбеди избор на председателот во собрание, доколку нема доволна излезност на граѓаните. Рената Десковска, како прв правник во мојата влада, ми вика: имаш избори повтарање, имаш можност да смениш устав и во него две подможности. Едното е да го тргнеш цензусот и другото е да бираш председател во собранието. И што ќе мислам се? Нема што да мислам како да има цензус. И ќе има цензус, верувам дека ќе го постигнеме. Зошто? Затоа што верувам во граѓаните. Изборот на председател во собранието беше идеја на ДУИ, а и албанската опозиција смета дека тоа е исправно, но не сега, туку дури по завршувањето на мандатот на председателот кој ќе биде изгласан од граѓаните во овој циклус. Ние како политичка партија уште порано предложивме председателот на државата да се бира во собранието, но тоа не да оди преку политичка криза. Едноставно тоа да биде дел од една нормална дебата помеѓу сите политички партии во собранието во општеството, за да се најде еден соодветен начин кој ние сметаме дека би бил подобар во самото собрание, но не на овие избори. На овие избори треба да имаме председател, тој кој што ќе биде подобар, ќе ги добие граѓаните на Република Македонија. Станува известно дека сите релевантни политички чинители ќе сторат се за да ги обезбедат фамозните 40% во вториот круг, но сепак конечниот збор ќе го имаат граѓаните, од чија волја ќе зависи кој и на каков начин ќе заседне во вилата на Водно.